Производителите на ориз од Кочанско со земјоделска механизација повторно ја блокираа едната коловозна лента на магистралниот пат А3 во селото Облешево. На тој начин го изразија незадоволството од ниските откупни цени на арпата и белиот ориз, како и поради драстично зголемените трошоци за ѓубрива, заштитни препарати и други давачки. На протестот нагласија дека веќе трет пат за половина година излегуваат на улица со своите барења. Очекуваат средба со министерот за земјоделство за да укажат на безизлезната состојба во која се наоѓаат. Се заканија и со радикализирање на протестот, односно со проширување на блокадата. Цената на оризовата арпа бараме да биде 40 денара најниската цена. Ковид мерката што беа преземале за плаќање на по килограм арпа, опфатено само дел од оризопроизводителите, бараме да бидат опфатени сите оризопроизводители кои произведуваат оризова арпа. Мерката да биде продолжена и да трае до 1 септември 2022 година по 3 денара секој земјоделец да може да добие помошта од 3 денари по ковид мерката збореме. Субвенцијата да биде исплатена до февруар, да бидат исплатени. Зелената нафта да биде зголемена, бидејќи оваа сега нафта што дават зелената нафта, ние не можеме да излеземе од двориште со неа, а камоли да име да работиме. Бараме потхитно да се реформира акционерското друштво водостопанство, односно да се укине, да се врате назад. Водостопанство да се дојде во старите граници каде што самите земјоделци си вршат наводнување на површините, тоа ќе биде во форма дали ќе биде на водна заедница или ќе биде општинско водостопанство, тоа потхитно треба исто да го преземат. Цената на нафтата, а цените на репроматеријалите се за никаде. Значи, ако земе од претходните години како беше, по 600 наредно 25 кила уреја, а сега 1650, прашањето како ќе излеземе на крај. 12 години од Словенија, сега сам 4 години. Целта ми беше да се вратам за тоа што накупував земјиште, купив трактор од Словенија, дојдов тука да живеам со жената, за тоа што тука ми е татковината, тука ми е дедовината. Ама после 4 години и 5 години не гледам решение. Јас работив и жената работеше тука. Значи, утеков на наредна недела сепак заминувам повторно за Словенија. И тоа е тоа. Дали ќе се враќам, не знам. Моите деца се таму. Нема шанси да се враќам. Земјоделците се пожалија дека се уште не им се исплатени субвенциите за минатата година, а поддршката со ковид мерките ја добиле само 15% од оние кои успеале да ја продадат арпата. Полијата ќе останат пусти. Оризот нема да се сее без 40 денари оправдана економска цена. Не да преживуваме, не да живееме. Дури со 40 денари цена не може да обстоеме. Во колку не доат за 2 сата, ние ќе блокираме и другата коловозна лента. Нека бидат сигурни у тоа. Нема да се плашиме, оти ние сме толку излажени, толку уништени, омаловажени, ние сме најниското нешто во општеството што постоje. Нас не сметат за луѓе од никаков ред, ни прв, ни втор, ни трет, ние не постоеме за нив. Подршка на оризопроизводителите им дадоа и од Сдруженијето Тиквешки лозар од Кавадарци, како и тутунарите од регионот, чии представници присуствуваа на протестот во Облешево. Во врска со барањата на оризопроизводителите, министерот за земјоделство Љупчо Николовски на пресконференција истакна дека владата ќе продолжи со поддршка за нив, при што нагласи дека токму за оризопроизводството се направени најмногу законски решенија за да им се помогне на земјоделците. Иако оризопроизводителите очекуваа тој да ги посети на протестот во Облешево, министерот нагласи дека бил на седница на влада, зашто меѓу другото се разговарало и за актуелните прашања за производство и пласман на оризот. Ние се гордееме што во делот на оризопроизводството како влада во период во кој што сум бил претходно министер, заедно со министерот Трајан Димковски, донесовме програма каде што најголемото зголемување на субвенциите е во оризопроизводството. Да се потсетиме на еден период во кој што субвенциите беа и 6000 денари по хектар и беа многу ниски, ние ги зголемивме тие од 6 на 18.000. Ги зголемивме и до 25.000, тие од 12 на 25.000, па дури и до 30.000 денари по хектар, односно 300% се зголемени субвенциите во претходниот период во 2018
година, мислам дека беше тоа. Ги знаеме проблемите, ги чувме во Кочани, на терен, на лице место. Ги правиме сега анализите за тоа колкава количина уште имаме неоткупен ориз, ги правиме сите пресметки, пошто ќе излеземе со конкретна мерка и со конкретен предлог. Има интервентен фонд и од 250 милиони денари, кој што оваа година за прв пат го имаме исто на располагање, така да секако дека ќе разгледаме се оно што е можно како влада да го преземеме. Министерот Николовски на пресконференцијата најави дека е донесена одлука во врска со барањата за покачување на средствата за зелената нафта. Оваа година го зголемуваме износот за трошоците кои што ги финансира државата за зелена нафта за 13%. 13% повеќе ќе добија за зелена нафта сите од претходната година и тоа е едно зголемување на поддршката. Имаме зголемување на финансиската поддршка кај повеќе сектори во рамки на земјоделството. Овоштарите ќе добијат дополнително авансна исплата во текот на оваа година. Имаме 250 милиони денари предвидено во буџетот дополнително и тоа за прв пат за интервентен фонд, кој што дел од програмата на владата уште од 2016 година. На пресконференцијата министерот Николовски најави и донесување 3 нови закони за усогласување со европските земјоделски политики. Овие новини се однесуваат на Законот за директни плаќања, Законот за рурален развој и Закон за уредување на пазарите. Во наредниот период ќе следуваат силни препораки за примање трета доза вакцина против коронавирусот, бидејќи процентот во нашата држава е многу мал, изнесува само 5%. Од Комисијата за заразни болести на пресконференција истакнаа дека, например, во Англија над 65% од населението примило и трета доза. Од Комисијата се повикаа на податоците дека во периодот од 1 до 31 јануари оваа година од вкупниот број починати пациенти само 6 имале примено трета доза, но сите биле со други коморбидитети. Трите дози во моментот се тие кои даваат гаранција над 95% за заштита од смрт. И повторно, тука има еден мал процент можност и човек вакциниран со 3 дози да заврши лошо, но шансите тоа да се случи се многу мали. Од овие во нашата анализата на Институтот за јавно здравје, 6 вкупно луѓе, еден беше на возраст, се чини од починатите зборувам 6, еден е на возраст 48 години со карцином, 5 од нив се со диабет, еден е со инфаркт прележан и тројца се чини со обезност, што значи се работи за сериозни кај некои комбинирани коморбидитетни состојби, кои многу јасно ни покажуваат дека трите дози во нашата серија на испитани, хоспитализирани и случаи со смртен исход многу добро функционира. И тие бројки ќе ги направиме достапни и анализата ќе ја прошируваме и на назад. Покрај препораката за трета доза вакцина од Комисијата за заразни болести информираа дека препорачуваат и потврдата за прележан ковид да важи 180 дена. Исто така јавно да се објават протоколите за лекување од ковид, како и да се процени преносливоста на вирусот во училиштата и да може да се тестираат деца од одделенија каде што ќе се појават позитивни случаи. Локалната самоуправа на Зрновци го почна најавениот проект за санација и реконструкција на поранешната сала за венчавки, што со години стоеше руинирана и не се користеше. За реализација на проектот се обезбедени околу 200.000 денари од општинскиот буџет, во најголем дел за набавка на потребните градижни материјали. Заради заштеда на средства, ќе бидат ангажирани работници од комуналното предпријатие Водна кула од Зрновци. Просторијата располага со корисна површина од околу 50 квадратни метри, при што ќе се обноват ѕидовите и таванските површини, како и дел од електричната инсталација. Активноста се реализира по донесената одлука од Советот на општината Зрновци, а по целосното завршување и уредување, салата што се наоѓа во приземјето на општинската зграда повторно ќе биде ставена во функција. Наша цел е рационално да се искористат сите недвижности што ги поседува локалната самоуправа со можност и за економска исплатливост, истакна за Канал 8 градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев. Со претходното реновирање на приземјето на зградата беа заменети прозорците и влезната врата, како и подната површина. По целосната реконструкција на просторот
Ќе биде одлучено дали повторно ќе се користи за истата намена и за други потреби на локалната самоуправа или ќе се остави можност за негово комерцијално изнајмување и обезбедување средства во општинскиот буџет. Се очекува градежните работи за реконструкција да завршат до крајот на март. Младите членови на кикбокс клубот Лидер од Виница повторно ги потврдија своите квалитети и талент меѓу врсниците од другите клубови. На државното првенство за кикбокс, што во организација на Кикбокс Маитај Федерацијата на Македонија викендов се одржа во салата Борис Трајковски во Скопје, виничките кикбоксери освоија вкупно 13 медали. За посебно истакнување е што членовите на кикбокс клубот Лидер се закитија со вкупно 6 златни, 4 сребрени и 3 бронзени медали. Државното кикбокс првенство во Македонија се организира по втор пат за сите возрастни категории, односно татами кик лайт, ринг лоу кик и К1. На првенството учествуваат 20 на клубови од државата, а кикбокс клубот Лидер од Виница е меѓу оние што се закитија со поголем број признанија.